إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala che продолжimo su un nuovo poglavlje od ova izvanredna knjiga, a to je poglavlje Bab ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Veli autor od rahimahullah poglavje argumentите koji se dojdeni дека неколку од овој уммет ќе обожаваат идоли. Значи, аргументите кои се дојдени дека неколку од овој уммет ќе обожаваат идоли. И рековме, идол значи дека се што се обожават освен Аллах субхана ва таала. Дали тоа, значи, имат форма или немат форма? Зошто имат, значи, санем, кип, и уетен, значи, идол. Кога се спомнуваат заедно овие, секој земат својата значајност. Значи, санем е кип кој е, значи, во вид на значи, на вид на човек, на животно и таке нешто. А уетен не мора да има некоја форма специфична. Може да биде дрво, може да биде камен, може да биде нешто друго, значи тоа е уетен. Значи, дојдено е дека аргументи имат дека некој од овој уммет ќе обожаваат, значи, идолите. Ова поглавие го донесе авторот рахимахуллах како пробивање против оние кои велат дека нема да се случи повеќе ширк во овој уммет. Значи, имат луѓе во овој уммет што велат дека нема повеќе да има ширк. Зошто? Зошто го земаат ајетот инна шејтана ејесан ю'баду ен јабудуху ел мусаллун фи джезиратил араб. Шејтанот изгубил надеж да клањачите на намаз во полуарапскиот остров да го обожаваат него повторно. Ова го рекол пекамберот алейхиссалату вассалам, дека шејтанот изгубил надеж дека клањачите на намаз, мусаллун, значи дека него ќе обожаваат повторно во полуарапскиот остров. Но ова не значи дека нема да се случи. Тој изгубил надеж кога видел дека значи арапите влага со големи бројки во исламот, значи тој изгубил надеж. Но шејтанот не го знае гајбот. Тој од тоа што гледал, од толку влагање голема бројка масовно во исламот, значи изгубил надеж дека некогаш повторно може да се врати ширкот во ова место. А не дека тоа нема да се повтори. А не дека тоа нема, значи, да се повтори. И затоа шейхот рахимахуллах го имат го донесено ова поглавие, за да утврди дека треба да бидеме пазливи и да се чуваме зошто ќе имат од овој уммет неколку луѓе што ќе паднат во ширк. Значи во голем ширк, што им ја уништува на нив, значи, нивната вера. Првото поглавие, првиот аргумент кој го спомнува шейхот рахимахуллах во врска со ова поглавие, а тоа е Аллаховиот говор: Алем тара иля аллазина уту насибан минал китаби ю'минуна бил џибти ват тагут ва јекулуна лиллазина кафару хаулаи ахда минал лазина аману сабила. Не ги гледаш ли оние на кои ми е дадено дел од книгата? Значи ми е дадено дел од книгата, значи не целосно, туку дел од книгата. Значи имаат знаење, има некој познавање. И тука се, значи, евреите. Евреите и христијаните. Значи Тeuratот и Инџилот.
тие, значи, иако имаат, значи, видите се како се поврзуваат ночува, иако имаат тие знаење од нивните книги, познавање, но тоа знаење не ги заштити нив да паднат во овие ширкиски работи. Како? Веруваат во магијата, значи магијата е ширк. Идните поглавја ќе бидат исто во врска со магијата. И што се, значи, шириатските правила за магијата. Значи, како не ги гледаш оние на кои ми е даден дел од книгата, како веруваат во магијата и во тагутите. И велат за оние кои не веруваат, овие се поупатени од оние кои веруваат исправно. Значи, кога еден од евреите, Кааб ел-Ахбар, кога дојде во Мека, меканците, мушриците во Мека, го прашаа него, му рекоа, вие сте луѓе на книгата, кои имате познавање. Што велиш ти за овај кој е кај нас појавен? Значи за пекамберот алейхи селату ва селам. Значи тој повикува за ова. Значи му кажа точките што е даветот него. Што велиш ти сега? Тогаш им рече, вие сте поупатени од него. Значи, потврди спротивно од она што го знаеше. Ова само ти најти. Затоа Аллах Джелешану што вели? Значи што вели? Значи тие ва јекулуна лиллезина кафару. Значи им велат на оние кои направиле неверство, значи на мушриците. Хаулај ахда мин аллезина аману сабила. И велат на верниците, вие сте поупатени на поправилен пат од оние кои имаат исправно верување. Значи ова сето само од нивниот презир, омраза и инат, кои не сакаат, значи, да го прифатат повикот од пегамберот алейхи селату ва селам. Ел-Џибт, вели шех Утемин рахимахуллах, Ел-Џибту, значи едно објаснување од алимите дека тоа е ес-сихр. Ес-сихр значи магија. А друго објаснување е санем, значи кип. Значи веруваат во кипови. И вели шех Утемин рахимахуллах, но правилното, односно најправилното тумачење е дека Ел-Џибту имаат многу поголемо, поопширно значење, а тоа дека го содржи значајноста на кип, на магија и на фалџоризам. Значи и фалџор, и магија, и исто значи ова кипови. А тагут, велит шех Утемин рахимахуллах, тагут значи изминување на границите од страна на еден човек. Значи изминување на границите во врска со некој што тој го обожава, или со некој кој тој го следи, или со некој кој тој нема му се покорува. Обожава, например, кип. Следи, например, еден алим. Значи го следи во неправилно, кај што немат аргументи. И го следи, значи, во правење халал од харам, харам од халал. Овие се огромни работи. Значи не смеат, зашто правење на нештото халал и правење на нештото харам, ова е само Аллахово право, не од пекамберот. Пекамберот не смее да прави ништо халал или харам. Тој пренесува од Аллах Джелешану она што е халал и она што е харам. Го пренесува само, а не тој од него, зашто ова е Аллахово право. Ова е Аллахово право, значи правење на нешто халал и правење на нешто харам. И овие се опасни работи. Значи опасни работи, значи правењето халал или правењето харам, што она што во ширијатот, на пример во ширијатот е халал, тој го прави харам. Во ширијатот е харам, тој го прави халал. Овие се опасни работи. Мој, значи, да биде ширк голем, ако тој ги следи ним и знаете кога ти е така се, и тој е задоволен со тоа, и го гледа тоа за правилно и убеден во неговото срце, значи, дека тој харам е станат халал, тогаш што излагат од верата. А ако ги следи поради слабост, поради неговите страсти и емоции, тогаш е мал ширк, вели шех Фозан. Значи тој вели да знаате кога е харам, ама ја го правам. Ја го правам. Зошто? Тој филан алим го рекол дека халал. А ти знаеш дека е аргументите се за харам, не е за халал. Ова вели шех Фозан хавидахуллах мал ширк. Значи опасна работа овие се. Затоа
Значи тагут може да биде кип, може да биде еден алим и може да биде еден владар. Кога ти му се покоруваш на тој владар, во работи што прави тој, што не се во согласност со Аллаховата вера. Некој може да се прашат сега, каде склопката од овој ајет, што го напомнал авторот рахимахуллах тука, со ова поглавие, дека некој од овој умет ќе обожаваат идоли. А ајетот е тука за евреите и за христијаните. Ке го разбериме поврзувањето овој ајет со ова поглавие, кога во текот на дерсот ќе го спомнит авторот рахимахуллах и хадисот исто, ла теркабунна сунана мен кана qaблакум. Вие ќе ги следите традициите на оние кои беа пред вас. Оние кои беа пред нас, што не известуваат Аллах Джелешану, иако им беше дадено книгата и знање, падна во ширк и во магии. Значи, разбрате се, значи ќе ги следите традициите на оние кои беа пред вас. Тие кои беа пред нас, во што падна исто, иако има знање за нивните книги, падна во ширкој. Така еден дел од овај уммет ќе падне во ширк. Но, како што вели, значи Шейх Утемин рахимахуллах, значи неколку, не сите, енна ба'да, значи неколку од овај умет, значи ќе паднат во ширк, а не значи сите. Потоа исто авторот рахимахуллах спомнуваат исто, значи други ајет, а тоа е Аллаховиот говор: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Кажи, о Мухамед, да ве известам ли за она што е полошо од тоа за кој што ќе има казна кај Аллах субханаху ва таала. А тоа се оние кои Аллах Джелешану ги имат преколнато и неговата лутина е над нив и ги има нив направено мајмуни и свињи. И тие се оние кои обожаваат тагутите. Што значи тие, кои се тие што ги направил Аллах Джелешану мајмуни и свињи? Значи евреите. Тие исто обожавале тагутите. Што значи оние кои биле пред нас, ќе ги следите оние кои беа пред вас. Нивните традиции. Тие што биле пред нас, значи кои биле тие тука, значи за кој кој народ се тие кои Аллах Джелешану ги има направено мајмуње и свињи? Значи евреите. Тие исто абеда тагут, значи обожавале тагутите. Значи тие ги обожавале тагутите. Што значи дека и во редовите во овај умет ќе има некои луѓе кои ќе обожаваат, значи други освен Аллах субханаху ва таала. И тука во врска за ел-кирада, за мајмуни, зошто Аллах субханаху ва таала со таа казна ги има казнето, да ги направил мајмуни? Вели Шейх Утемин рахимахуллах, зошто делото кој го прават тие, измамата која ја прават тие, беше приближна на вистината, ама не беше вистината. Беше приближна на вистината, но не беше вистината. Значи, гледано, гробо гледано, изгледаше дека делото е праведно. Ама тоа не беше праведно. Како? Тие што правеа, алейкум селам, рахметуллах, алейкум селам, алейкум селам. Значи тие, кога Аллах Джелешану ги искуша нив, да рибите во денот од саботата да излагаат дури над водата згора, површински да се гледаат со голо око, а тој ден им беше забрането на нив да ловат. Што правеа тие, сака да го измамат Аллах субханаху ва таала. Ги направија мрежи и ги фрла мрежите во петок. И тоа што ќе се фатеше во сабота, го ваѓаа во недела. И луѓето мислеа, значи, во ред е ваќе, тие сабота ништо не прават. Значи, петок ги фрлаат, недела ги ваѓаат.
И затоа Аллах Джелешану ги направи ни мајмуни, зашто мајмунот исто приближен на човекот. Значи, казната да биде од врста на делото. Делото беше приближно на вистината, но не беше вистина, така и мајмунот. Значи, приближен е на човекот, но не е како човекот, и не е човек. Така и беше казната. Но, прашањето се вели Шейх Утсемин рахимахуллах, тие евреи, кои имаа живеено во тоа време и беа казнети со оваа казна, дали имаа после тоа породица? Не. Значи, народ кој се казне со вакви казни, тие после немаат зад нив породица. Значи, потекло. Значи, луѓе што ги следат нини деца, фамилии, значи, немаат тоа. Тие, значи, кои го имаат фатено таа казна, значи, тука се уништуваат тие. И немаат после тие, значи, корен, лоза. Значи, значи немаат потомство. Тоа е баракаллаху фикум. После тоа, исто спомнуваат авторот рахимахуллах, еден други ајет, а тоа Аллаховиот говор, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Оние кои превладуваа во таа работа, рекоа да изградиме една џамија врз нив. Да изградиме една џамија, значи месџид, рековме. Не е само месџид, значи како објект да биде изграден, туку и да се намени за место за клањање. Оние кои имаа, значи, власта над нив во тоа време, рекоа да изградиме џамија врз нив, над нивните гробови. Зашто се работи овде? Кој ајет е овај? Ова е историјата на Асхабул Кеф, кои беа тие неколку младичи, кои веруваа чисто во Аллах субханаху ва таала. И кога видоа во нивниот народ дека се имаат расипано, значи луѓето се расипаа, направија хиџрет. Се оддалечија од нивниот народ, го напуштија нивниот народ. Излагајќи, заменувајќи од нивниот народ, земаа за солниште една пештера. И кога влегоа во таа пештера, ги фати сонот. Спиење кој траеше 309 години. Да. 309 години, значи. Значи, зашто Аллах субханаху ва таала вели, значи, 300 години и додадо уаздаду тис'ан. И уште 9 плюс. Значи, 309 години остана во таа пештера. 309 години спија нон-стоп. Не се разбудија. Значи, овде во овај ајет вели Шейх Утсемин рахимахуллах покажува неговата сила и силност. 309 години. И пази, вели Шейх Утсемин рахимахуллах, од Аллаховата моќ беше да тие луѓе од време на време се вртеја во спиење, еднош на десна страна, еднош на лева страна. Зошто? За крвта да не им се расипи. Се човекот ако лежи од една страна многу долго, се здрвуваат крвта. И имаше, значи, во пештерата дупка доволно да влага сонцето. За да не се расипат, значи, да има потреба, значи, за зраци. Телото. Да го фачат телото, значи, зраци сончеви. Кога се разбудија после 309 години, пратија еден од нив со пари што ги имаа да појдат во градот да земат јадење. И тогаш ги дознајат дека овие живеле спрема парите, овие пари не постојат сега. Туку овие пари постоеле пред 300-400 во тоа кралство, така да речеме, во тоа царство и така натаму. И тогаш, значи, владарите во тоа време од толку голем респект спрема нив и почет, рекол на нивните гробови, дека овие биле евли, ќе изградиме ние сега џамија. Значи, а тоа што значи за изградување џамија над гробовите? Пат за ширк.
Гледате, значи, ова било значи во минатите народи. А хадисот ќе ги следите минатите народи. И ако влезат, ќе дојде хадисот сега, и ако влезат во една дупка на гуштерица, вие ќе покушате во таа дупка на гуштерица влезите. Што значи, вели Шейх Утсаймин рахимахуллах, примерот е тука направен со дупката на гуштерица што многу мала. А како е дупка на лавка што сте? Тогаш почи верната ќе се внесите. Значи, овие се аргументи, значи, кои ги спомнува тука авторот рахимахуллах, за да докаже дека во минатите народи, иако има знаење од нивните книги, но со сето тоа имаше луѓе кои паднаа во ширк. Така исто и ќе имат во овај умет луѓе кои ќе паднат во ширк. Кои ќе паднат, значи, во ширк. И дојде тука, значи, го пренесува тука хадисот го спомнува авторот рахимахуллах, وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو قذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Во овој хадис кој го пренесуваат Бухари и Муслим, не известуваат нас пегамберот алейхи салату ва салам дека вие има да ги следите оние кои биле пред вас хадвал кудзати бил кудза. Значи, толку ќе ги следите, толку идентично ќе ги следите, како што се лакон од стрелана има перцина назад. Ако перцината тие 4 што се ваке, ако едно помало поголемо, та не лета правилно. Мора да бидат тие идентични, сите големи исти. Како што се тие перцина толку слични, вие толку слично ќе следите нив кои биле пред вас. Значи, ова е огромен пример кој го прави пегамберот алейхи салату ва салам. Значи, лакон, значи, има назад тој како перцина, значи, како ваке, перцина, и тие ако бидат, вели Шейх Утсаймин рахимахуллах, еден поголем или покрак, лакон не како што треба, тој мора да бидат сите 4 исти, значи, за да е прецизно. Како што се тие идентични, не се разликуваат едниот од другиот, од третиот, од четвртиот, така и вие нема да се разликувате од оние кои биле пред вас. Значи, не сите овде, вели Шейх Утсаймин рахимахуллах. Но, некој од овај умет, значи, ќе падне во овие работи. Така што вели пегамберот алейхи салату ва салам, хатта лау дахалу джухра дуббин ла дахалтуму. Ако покушаат тие да влезат и во една дупка на една гуштерица, вие и тука ќе покушаат да влезете. Значи, толку ќе ги следите. И овај хадис, вели Шейх Утсаймин рахимахуллах, е предупредување. Предупредување, значи, за човекот да биде пазлив и да ја учи својата вера, за да не падне во оние работи кои се забранети. И тој да ги следи, значи, оние кои биле пред него. Оние кои биле, значи, пред него. Потоа спомнуваат авторот рахимахуллах други хадис, вали муслимин, во Муслим ан ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك ألا أهلك بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويستبي بعضهم بعضا. Ovaj ogroman hadis koji go prenosува Thauban radijallahu anhu,
дека пегамберот алейхи салату ва салам велит: мене Аллах субханаху ва таала ми ја покажа цела земја. Мене Аллах субханаху ва таала ми ја покажа цела земја. Значи пред мене да ја гледам цела земја. Ова покажување може да биде да го видел пегамберот алейхи салату ва салам во живо или па во сон. Двете се можни. Значи ова покажување може да биде во сон или во живо. И денеска со ова, значи ние како гледаме, значи земјата по телевизори, по антени работа, значи кога се мој денеска ти кажат слики работе од цел свет за неколку минути и сати, за Аллах Джелешану што е самоќен, значи е многу лесно. Значи да не мислиме многу далеко нека комој што мој не, значи кога стигнало човекот кој Аллах Джелешану ги има створено него, тогаш што е значи за створителот. Тоа е прва работа. На сон или во живо има видено пегамберот алейхи салату ва салам, значи има видено исток и запад, го имат исток и запад видено. И вели пегамберот алейхи салату ва салам, се до каде видов до исток и запад, се дотаму има да стигнат мојот уммет. Значи има да ги поседуваат тие земјишта. Мојот умет има, значи, ова од знаците на пегамберството. Ова од знаците на зашто вели Шейх Утемин рахимахуллах дека исламот се има највише раширено во запад и во исток. Значи од Медина гледано исток и запад, највише се имат исламот раширено. А во други делови север и југ многу помалку. Многу помалку. И исто вели пегамберот алейхи салату ва салам, ми се дадени, значи ел кензейн, кенз. Зборот кенз значи како да речеме златници, оние како ковчези, значи едниот е црвен, едниот е бел. Црвен овде символизираат злато. Значи златото жолто, црвено. А бел символизираат овде, значи, за сребро. Значи, му се дадени на пегамберот алейхи салату ва салам. Значи, тие златници. Еден од злато, еден од сребро. Што значи това? Вели Шейх Утемин рахимахуллах, кралството на римјаните и кралството на перзијанците. Зошто дека пегамберот алейхи салату ва салам, односно неговиот умет, има да ги освои нивните земјишта. Зошто во Сирија, во Ирак, во Палестина, биле римјаните. Во Јорданија, во Египет, биле римјаните. Овој умет, значи, ги има земено тие земји. И каде? Перзија. Што значи тоа, значи, златото и среброто? Зошто во кралството на римјаните претежно употребувале злато. Не дека немале сребро, вели Шейх Утемин рахимахуллах, но големината била, значи, во злато. А кај перзијанците претежно се употребувало сребро. А не дека немале злато, имале злато, но претежно повеќе, значи, со сребро. Повеќе, значи, со сребро. Исто вели пегамберот алейхи салату ва салам, му се молев ја на Аллах субханаху ва таала да не го уништи мојот уммет со суштина, со сушина. Значи да фатим голема сушина, суша, да, баракаллаху фик. Значи да не го уништи мојот умет со голема суша и со немање, значи со неплодност. И исто му се молел на Аллах субханаху ва таала да не се случи да некој нивни непријател земи над нив власт. Тогаш Аллах субханаху ва таала има речено: ја Мухаммед, јас кога ќе значи да кадејту кадаан, значи кога ќе пресудам на работа, таја не се враќа. Јас, Аллах субханаху ва таала вели, јас му даров на твојот уммет тоа првото што го бараше, да не ги уништам со суша, со неплодност. И да не се случи да некој непријател земи над нив власт
Но ова второво, за врска со власт, односно сила да имат над нив, ова е со условно. А условното е се додека тие меѓу себе не се убиваат. Кога ќе почнат тие меѓу себе да се убиваат, тогаш ќе се случи тоа и нивните непријатели да земат власт над нив. И вели Шейх Утемин рахимахуллах, се додека муслиманите беа еден уммет, еден вистински уммет кој го следеа Куранот и Сунетот, беа уммет кој беа респектирани, се плашија неверниците од нив. Кога почнаа тие себе си да се убиваат и да се ги сечат главите и да се земаат заробници меѓу себе, тогаш Аллах Джелешану им прати казна која беше уште поголема. Моја, која беше уште поголема. А таа казна беше, значи, да земат над нив власт неверниците. Вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека Ибнул Ефир во неговата книга вели: јас останав неколку години со неизвестност. Еден чекор напред, еден назад. Еден напред, еден назад. Што? Дали да спомнам јас во мојата книга за историјата на муслиманлокот и на исламот? Дали да спомнам јас случаите кои ги правеле татарите во Ирак и во Багдад? Настанието, злочинството што го направиле тие, дали зашто ми изгледаше многу тешко за муслиманите кои го читаат како биле понижени муслиманите. Кога дошле монголите, татарите во Ирак, во Багдад, за еден ден убиле 500 алими. За еден ден ги убиле 500 алими. И со книгите муслимански направиле мост која врвеле реката Диџле. Значи, имало река кој не можеле да ја преминат и ги фрлале книгите муслимански со тоној и тоној внатра, за да направат мост да излезе на другата страна. И ги газеле тие книги со нозе после. Сето ова понижување иделе кај жени кои биле бремени, им го сечеле мејот, им го убивале тоа бремено бебе внатра и жената гледала како се убива тоа бебе и таа после умирала исто до него. Сето ова, значи, овие понижувања, овие работи им се случиле кога на муслиманите? Кога тие почнале прво себе си да се убиваат. Кога тие почнале прво себе си да се убиваат. Кога тие почнале да не се држат на Куранот и на Суннетот. Кога почнале да одат со логиката нивна. Значи, некој пат ние мислиме дека овие случаи што денеска се случува некаде по исламските муслиманските држави, дека ова е сега крајното. Не. Што се случило во времето на татарите, значи, незамисливо е. И затоа Ибн Ефир вели, ја години останав. Дали да го пиша ова или да не го пиша. Се многу ми гледаат понижувачко за исламот и за муслиманите. Значи, до толку да дојдат. Зошто до толку да дојдат тие? Зошто се далечи од нивната вера, од вистината. Значи, тие две барања, првото исполнето безусловно, а второто барање е условно. Како условно? Се додека тие не се фаќаат меѓу себе, да се убиваат. Кога ќе почне да се случи тоа, значи тогаш, како казна, како последица, ќе бидат и неверниците, нивните непријатели, да земаат власт над нив. Над нив. Исто, во друго пренесување, вели пегамберот алейхи селату веселам: "Ва иннама хафу ала уммати ал-а'immatu al-mudillin, wa idha waqa alayhim as-sayf lam yurfa' ila yawm al-qiyamah." Јас за она кој се плашам, односно од она за кој се плашам за мојот уммет, се заблудните имами. Заблудните имами. Значи, они имами кои
зборат без аргументи, кои не ги упатуваат луѓето со вистина. Од нив, значи, се плашел пекамберот алейхи селату вассалам за неговиот уммет. Значи, што им даваат фетви на луѓето без никакво правило. Им го прават халал од харам, харам од халал. И други работи. Значи, од нив се плашел пекамберот алейхи селату вассалам за неговиот уммет. Wa idha waqa alayhim as-sayf, и кога ќе манит меѓу нив сабијата, значи да се убиваат, да почнат муслиманите меѓу себе, тогаш сабијата нема да се кренит до судниот ден меѓу нив. Значи нон-стоп ќе имат меѓу нив тавги. И тоа се има случајно во времето на Уфман ради Аллаху анху. Значи го имаат хаварич Уфман ради Аллаху анху убиено. И од тогаш, значи, таа работа не се немат застанато. Не се немат застанато. Баракаллаху фикум. Потоа вели пекамберот алейхи салату вассалам: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Во овој хадис, во продолжение, вели пекамберот алейхи салату вассалам, нема да се случи, значи, судниот ден, се додека една група од мојот уммет ќе им се придружат на мушриците. Се додека, значи, една група од мојот уммет ќе им се придружат, значи, на мушриците. Оваа работа, вели шейх Утхемин рахимахуллах, придружување на мушриците, имат две значајности. Првото значајна е придружување на мушриците да одат кај нив, да живеат со нив. Значи, живење со неверниците. Значи, ова работа е голема работа, значи, да живееш ти во средина на неверници. Ова е огромна работа, ова има влијание врз тебе, врз твојата вера, врз твојот морал и така натаму. Значи, нема да се случи судниот ден се додека една група од мојот умет ќе се придружа со мушриците. Дали тоа е, вели шейх Утхемин рахимахуллах, придружување со нивните тела, да појдат кај нив, да живеат со нив во нивната средина, или па да бидат како нив, да ги емитираат, иако не се со нив во нивната средина живеат. Ова. И حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. И нема да се случи судниот ден се додека неколку групи од мојот умет не обожаваат идоли. Значи, гледаш? Значи, ова е аргумент против оние кои викаат дека нема да се случи ширк во овој умет. Пегамберот вели да, ќе има. Значи, ќе има неколку, нема да се случи судниот ден. Се додека неколку од овој умет, неколку групи ќе обожаваат, значи, идоли. Тоа значи ќе панат во ширк. И вели пекамберот алейхи салату вассалам, ќе имат во мојот уммет 30 лажговци. 30 лажговци кои сите тие 30 ќе тврдат дека се пекамбери. А јас сум печатот на пекамберите. Нема после мене пекамбер. И више вели шейх Утхемин рахимахуллах, не се овие сите излезени, имало во времето на пекамберот Мусейлем ел-Кедзаб и други, и подосно имат излезено луѓе, значи имат луѓе што тврделе шахадетот ла илаха илаллах, Мухаммедун Расулуллах и велеле јас сум пекамбер. Замисли. Но не се сите излезени до сега. Значи неколку се излезени, неколку Аллаху алем кога ќе излезат. Но пекамберот алейхи салату вассалам вели: "Ва ана хатемун набијин", јас сум печат на пекамберите. Ла небија ба'ди, нема после мене пекамбер. И сега вели шейх Утхемин рахимахуллах, овие предупредувања, овие жестоки предупредувања, дека некои од умметот, значи, ќе им се придружат на мушриците, дека некои ќе обожаваат идолите, луѓе ќе тврдат дека се пекамбери, значи ова се огромни работи. За да не изгубат луѓето надеж
и да мислат само негативно ќе се случуваат, тогаш кажуваат пекамберот алейхи селату веселам, ла тезалу таифатун мин уммети. Секогаш, во секое време ќе остане една група од мојот уммет аля ал-хақи мансура. Секогаш во секое време ќе остане една група на луѓе од мојот уммет во хакот, во вистината. Тие се победничката група. Не им наштетуваат на нив онај кој ги издават и онај кој им се спротивставуваат. Се додека да дојде Аллаховата наредба. Што значи? Со сите овие работи кои ќе се појават, луѓе кои прават ширк, луѓе кои тврдат за себе дека се пекамбери, луѓе кои ги следат неверниците и така натаму. Но секогаш ќе имат една група на луѓе кои ќе бидат на вистината. И на нив не им наштетуваат оние кои ги издаваат, кои ги предаваат, кои им го вртат грбот, не им наштетуваат. Иако се другите што се воспротивно поиќе од нив. Значи, бројката поголема не им наштетуваат на нив. Значи, бројката поголема од тие кои ги имаат издадено, не им наштетуваат на нив. Се додека дојде Аллаховата наредба, значи, судниот ден. Значи, секогаш ќе имат една група на луѓе кои се, значи, на вистинскиот пат. На патот, значи, од пекамберот алейхи селату васелам и неговите асхаби. На патот од пекамберот алейхи селату васелам и неговите асхаби. И може да биде таа група, значи, во некое место, во друго место да нема. Но некаде ги имат тие. И ти треба во вистина да ги бараш нив. За да бидеш со нив и од нив. Значи, зашто пекамберот алейхи селату васелам, значи имат потврдено дека во секое време ќе имат една група на луѓе кои се на вистината. Таа е победничката група, не им наштетуваат на нив. Оние кои ги предават, кои ги издават, кои го вртат грбот. Оние кои им се спротивставуваат. Зошто? Тие имаат цврсти правила, цврсти темели, кои се држат на нив и не се тргаат. Не тие денеска ваќе, утре инако, после 2 години уште поинако, после 5 години уште поинако. И менјавај само. Не, тие не менјаваат. Тоа што било вера во времето на пекамберот алейхи селату васелам, тоа останува да биде вера до денеска и до судниот ден. Тоа што не било вера во времето на пекамберот алейхи селату васелам, немој да биде денеска вера. Значи немој да бидете. И затоа, значи, ќе се вратит значи, на муслиманите нивната моќ и да бидат респектирани од другите, кога тие ќе се вратат на тој пат. На патот, значи, од таа победничка група за кој има потврдено пекамберот алейхи селату васелам. Ада ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.